Почитувани гледачи, добре дојдовте во најновото издание на Урбаните вести, кои ги започнуваме со веста дека од ноќаска на полноќ се намалува цената на горивата за 1 динар. Останете со нас, следуваат и останатите содржини за денеска. Три дена јавните градски предпријатија ќе чистат општина Аеродром. Сокол Митровски додели благодарници на студентите од Америка кои ги уче англиски вработените во општината. Доделени 34 решенија за легализација на дивоградби во општина Киселавода. Учениците од Лазар Танев преку подготовка на специјалитети го полагаа стручниот завршен испит. Градоначалникот на град Скопје Коца Трајановски го продолжува циклусот посети на скопските општини. Денеска на агендата е општина Аеродром, каде во наредните 3 дена екипи и механизација на јавните предпријатија на град Скопје ќе спроведат на терен голема работна акција за чистење на територијата на општина Аеродром. Томислав Атанасовски. Од денеска па во наредните 3 дена, екипите и механизацијата на јавните предпријатија на градот Скопје започнуваат работна акција за чистење на територијата на општина Аеродром, каде ќе интервенираат во области кои што се во нивна надлежност, како што се акции за касарење на гранките на дрвјата, тревата, санирање на ударните дупки на улиците, акции за чистење на зелените површини и улиците, интервенции во насока на подобрување на водоснабдувањето и слично. Денеска сме во општина Аеродром, заедно со градоначалникот Ивица Коневски, заедно со јавните предпријатија, со целокупната механизација и луѓе кои што ги има во тоа јавно предпријатие, сконцентрирани се на општина Аеродром. Ја користам можноста да ги повикам граѓаните на општина Аеродром во соработка со општината да го изнесуваат кабастиот отпад, значи мебел, бела техника и слично, заради тоа што на нивните улици ќе бидат поставени големи контейнери од 5 метри кубни и со тоа сметаме дека ќе допринесеме за сето она што не им треба на граѓаните да биде отстрането од страната на комуналната хигиена. Целта е да се даде акцент на оваа општина во овие 3 дена, сигурно дека нема да се завршат сите оние работи кои се планираат, меѓутоа доста добар дел од работите ќе бидат детектирани, ќе бидат откриени, па така да понатака после завршувањето на акцијава во сите општини поново ќе се вратат и тоа ќе биде завршено. Исто така, во текот на оваа недела, значи во овие 3 дена ќе одржиме состанок со администрацијата на општина Аеродром и со претседателите на местните заедници. Практично ова е комбинирана акција, со тоа што ќе бидат присутни сите претседатели на местни заедници, тоест представници на местните заедници од општина Аеродром, кои што ќе имаат можност уште еднаш да им постават директни прашања на јавните предпријатија, да ја оценуваат работата на тие јавни предпријатија. Градоначалникот на општина Аеродром Ивица Коневски ја поздрави оваа акција, како и средбите со урбаните и местните заедници кои во изминатите 4 години дале добри резултати. Се работи за уредување на сите оние запуштени простори кои што ги имаме во нашата општина, истовремено на расчистување на сите оние диви депонии. Посебен акцент ќе биде ставен на оние високи треви, запуштени простори, каде што моментално се изобилува со депонија. Се работи за покрај булеварот Фебруарски поход и покрај булеварот Асном, па се до булеварот Србија. Тој дел кој што представува една лоша слика за нашата општина. Планирано е во наредниот период целосно да биде уреден од страна на јавното предпријатие за паркови и зеленило и на тој начин да се подобри и сликата на општина Аеродром и истовремено да се подобри квалитетот на живење на граѓаните на нашата општина. Јас сум задоволен од досегашната соработка со градот Скопје. Навистина таа е одлична. Јас се надевам дека и во иднина ќе продолжи со таков интензитет да се одвиваат сите оние акции наши и наши активности во интерес на граѓаните на општина Аеродром и на градот Скопје. Важно да се каже дека во општина Аеродром нивото на хигиена е доста високо и планираме и во иднина на тој начин да продолжиме да работиме. Градоначалникот општина Ѓорче Петров Сокол Митровски им додели награди и признанија на студентите од Америка, кои денеска беа во посета на општината. Преку овие награди и признанија, градоначалникот Митровски упати благодарност до сите американски студенти кои им помогнаа на професорите од основните училишта на територија на Ѓорче Петров да го усовршат англискиот јазик. Ивана Митковска.
Градоначалникот на општината Ѓорче Петров Сокол Митровски денеска им додели благодарници на 5 студенти од престижниот Американски универзитет Веслијан од Индијана, Соединетите Американски држави, кои им помогнаа на професорите од основните училишта на територијата на Ѓорче Петров да го усовршат англискиот јазик. Во своето обраќање до присутните професори и ученици, градоначалникот изрази огромно задоволство што општината и оваа година е дел од оваа едукативна програма, која по втор пат се одржува во општината Ѓорче Петров. Па денеска е завршната церемонија околу доделувањето на сертификатите на сите слушатели кои го посетуваа 4-неделниот курс по англиски јазик од стажантите, да кажам, од Универзитетот Веслијан од Аризона, и тие денеска завршно, значи, беа сите собрани заедно со слушателите, едукаторите, и доделивме сертификатите, признанијата за вложениот труд за тоа што е постигнато во изминатиот период. Познавањето на англискиот јазик е веќе постана и обврска и перманентна неопходност за едно нормално комуницирање. Ова е секако освежување на познавањето на англискиот јазик за професорите од основните училишта, да внесат некои нови елементи или да ги освежат нивните сегашни зајања, затоа што им е тоа професија, тие добро го познаваат англискиот јазик, меѓутоа не е на одмет месец дена, знаете да имате комуникација со тие кои е мајчин јазик и ќе се чуе некој нов збор, некои нови термини, некои нови методи, и тоа можеше тие да го почувствуваат и дел од тие знаења да ги пренесат во процесот на едукација на учениците од основните училишта, меѓутоа и на дел од градинката, затоа што англискиот јазик во општината Ѓорче Петров се изучува или се не изучува, да кажем, него се применува, дел имаме настава и во самите основни градинки. Градоначалникот Митровски истакна дека би сакали во иднина да ја продолжи понатамошната соработка, а професорите по англиски јазик од основните училишта во општината и градинката Росица да го посетат Универзитетот Веслијан и да разменат искуства. Освен студентите од Индијана и вработените во општината Ѓорче Петров и училиштата кои во изминатите 30 на дена го посетуваа забразаниот курс по англиски јазик, се стекнаа со сертификати за учество. Генералниот секретаријат на владата на Република Македонија распиша оглас за ангажирање волонтери во периодот од 1 јули до 15 септември. Предност ке имаат сите студенти на правни, политички, економски и филолошки науки, соопшти денеска владиниот портпарол Александар Ѓоргиев. Јавниот повик трае до 21 јуни и до крајот на овој месец ќе трае селекцијата на оние што ќе пројават интерес за волонтирање во владата и во Генералниот секретаријат. Во процесот на селекција најнапред ќе се разгледуваат поднесоците кои што се по писмен пат доставени до владата, пошто ќе следуваат интервјуа со потенцијалните кандидати. Во финалниот избор, започнувајќи од 1 јули 2013 година до 15 септември, оние лица кои што се квалификуваат ќе имаат можност во рамки на работата на канцеларијата на премиерот и на Генералниот секретаријат секојдневно да доаѓаат на работа и да увидат како се извршуваат работните задачи, како функционира системот и како се креираат политики и се реализираат во овие две институции. Лицата ќе добиваат надомест по основ на волонтирање кој што ги покрива трошоците за превоз и за прехрана во висина од 4000 до 4500 денари. Владата и Генералниот секретаријат веќе 7 години ја спроведуваат оваа програма за волонтирање на лицата кои што го поминуваат својот стаж и таму добиваат волонтерска книшка која што има значење во нивната натамошна кариера. Ѓоргиев изјави дека оваа година има најава од повеќе институции и министерства дека ќе објават огласи за волонтирање и да го поддржат овој процес. Градоначалникот на општина Киселавода Билјана Беличанец Алексич денеска додели нови 34 решенија за легализација на дивоградби. Во општината примени се вкупно 11.872 предмета за легализација на бесправно изградени објекти, од кои решени се 1715 предмета. 34 домаќинства од општина Киселавода денеска добија решение за легализација на своите бесправно изградени објекти. Оваа практика на јавно доделување на решение за легализација на дивоградби општина Киселавода ја практикува во изминативе 2 месеца. И оттаму смета дека ова представува потик за оние граѓани кои се уште не ја комплетирале својата документација. Во овој период доделени се 300 решенија за легализација или во просек по 38 решенија за легализација на неделна основа.
Градоначалникот на општина Киселавода Билјана Беличанец Алексич упати апел до граѓаните кои се уште не ја комплетирале целосно потребната документација, тоа да го сторат во најкус можен рок. Имајќи во предвид дека половина од предметите се некомплетни, апелирам до граѓаните кои се уште не ја комплетирале целосно потребната документација, тоа да го сторат што поскоро, како би можеле во најкраток можен рок да ги легализираат своите дивоградби, а процесот на легализација да заврши во законски утврдениот рок. Истовремено, ги повикувам сите правни и физички лица на кои им е изготвена урбанистичката согласност во најкраток можен рок да го платат на доместокот за да може да се продолжи постапката за изготвување на решенијата за легализација на објектите. Во општина Киселавода до законски утврдениот крајен рок за доставување на барања за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти вкупно се примени 11.872 предмети за легализација на дивоградби, од кои 1715 се решени, 4 се одбиени, 22 предмета се препратени во надлежност на други општини, 16 се примени од други општини, 5093 се во административна постапка, а 5054 предмети се незапочнати, односно се со некомплетна документација, најчесто недостасува геодетски елаборат. Плаќање преку мобилен е новата услуга MobiPay што ја овозможуваат T-Mobile и НЛБ Тутунска банка за своите клиенти. Едноставна и сигурна услуга достапна од денеска прв пат во Македонија за микроплаќање во маркети, продавници, ресторани и кафе-барови. Мобилното плаќање е една од оние услуги каде новата технологија е целосно во функција на корисникот. Со мобилното плаќање мобилниот телефон добива уште една улога, станува виртуелен паричник. Рече на денешната промоција на услугата главниот извршен директор на T-Mobile Македонија Жарко Луковски. Според Луковски ова е идеален момент на премин на микроплаќање и дека дефинитивно во иднина ќе стане средства за плаќање. Услугата е достапна и за припет и за постпет корисниците на T-Mobile Македонија преку сите модели на мобилни телефони. Корисникот за да ја користи услугата треба да има трансакцијска сметка во НЛБ Тутунска банка за да изврши плаќање. По првата година со цел да се промовира услугата нема да се наплаќа провизија за трансакцијата. Преку MobiPay функционалноста на корисниците на услуги првпат ќе им се овозможи користење на средства што се наоѓаат на сметка во банката преку мобилен телефон. И од сега клиентите нема да имаат потреба да носат кеш или кредитни картички, туку само мобилен телефон. Покрај T-Mobile и НЛБ Тутунска банка може да се приклучат кон оваа нова услуга и другите банки и компании. Матурантите од Средното угостителско училиште на град Скопје Лазар Танев ги покажаа своите кулинарски способности пред големиот број посетители на организираната дегустација. Елизабета Дамјановска. Учениците од Средното угостителско туристичко училиште на град Скопје Лазар Танев денеска го полагаа практичниот дел од завршниот испит, а оценувањето се случуваше на еден несекојдневен начин, и според зборовите на директорот Зоран Николовски, начин каков што не се практикува во ниту едно училиште во цела Европа. Учениците ги покажаа своите кулинарски квалитети, стекнати во нивното тригодишно образование, при тоа воодушевувајќи ги сите присутни кои имаа можност да ги вкусат внимателно приготвените специјалитети и според нивното задоволство од истите да оценат кој ученик ја положил матурата и со каква оценка. Се разбира дека тие се фокусирани да изработат што поубава практична работа која што влегува во оцената во диплома и со тоа ќе им бидат поинтересни и попривлечни на работодавците кои што тоа ќе умеат да го вреднуваат понатаму. Кој ќе го вреднува нивниот успех денеска? Гостите кои ќе конзумираат храната или професорите? Па можам да кажам дека заедно, најпрво комисијата која што ја следи нивната практична работа за целото време траење на испитот, а потоа сите овие VIP гости кои што се моментално во оваа сала и што ќе пристигнат, ќе дегустираат и ќе кажат и ќе ги коригираат сите оние резултати на комисијата. Што ќе се вреднува повеќе, брзината, умешноста, квалитетот? Па јас би рекол дека сите тие елементи се составен дел на практичната работа од теоретското знаење, меѓутоа најголем дел се оценува почнувајќи од хигиената на работното место, личната хигиена, потоа сите оние постапки што ги изведувале учениците за време на практичната работа и на крај нормално кај јадењата, вкусот на јадењето, декорацијата, изгледот, комбинацијата на бои и така натаму. Средношколците задоволни од квалитетот на знаење кое го стекнале во Лазар Танев, истакнаа дека желбата кон кулинарството била присудна за запишување во Средното угостителско туристичко училиште. Се запишав во училиште бидејќи сакам стругата, сакам да станам
готвач, значи многу работи научивме во школово со професорот Миле, со професорот Невојша. Имаме планови понатака да бидеме еден од добрите готвачи. Имам желба за струката, па за да станам врвен готвач. Тежок ли беше денеска завршниот испит? Не. Што подготвите? Джигери со печени на скара, со лук и магнез. Кој е твојот омилен специјалитет кој што најубаво знаеш да го готвиш? Па, како ви кажам, па сега, кој што го готвев овој денеска, тоа е ќофтиња во доматен сос со динстан норис. Зашто се запиша ти во гостите? Па, поради љубовта кон храна. Имам голема љубов, ме влечеш, тоа сакам да го правам, тоа го готвам и среќен сум со тоа. Го готвиш дома или? Сега. И покрај значителниот пат на интересот за запишување на идни средношколци во стручните училишта, Средното угостителско училиште може да се пофали со континуиран процент на ученици кои посетуваат наставата и кои веднаш по завршувањето на предвиденото 3 или 4 годишно образование може да излезат на пазарот на трудот и да покажат што научиле во училишните простори предвидени за практична настава. На 24 е уписот. Еден апел да упатиме до осмоделенците, да го изберат најубавото училиште, најубавата професија и да се вработат првиот момент од како ќе завршат кај нас. Министерството за информатичко општество и администрација објави повик за избор на најдобри продавници. Најдобрите предприемачи кои ќе победат со своите бизнис планови ќе добијат веб страница и бесплатно хостирање во време траење од 1 година. 5 веб продавници кои ќе покажат најдобри резултати во работата во текот на првата година ќе бидат дополнително наградени. Бесплатно хостирање во втората година и дополнителен електронски каталог за 50 производи. Право да конкурираат имаат сите државјани на Македонија и правни лица регистрирани за вршење трговска дејност во Централниот регистар. Комисијата ќе го следи и работењето на веб продавниците во текот на првата година. На конкурсот може да се аплицира најдоцна до 15 јули годинава. Продолжуваме понатаму со спортските содржини во урбаните вести. Една од спортските вести кои ќе ги погледнете веднаш по рекламите е тоа дека Македонија ја победи Португалија со 26:19 и се пласираше на Европското првенство во ракомет што следната година ќе се одржи во Данска.